Господине Тренов, до пред 3 години вие бевте на чело одреден период на АД водостопанство на Македонија. Може ли да ми кажете кои беа најголемите проблеми кога станува збор за браните во државата? Со што се соочувате? Јас би можела да набројам некои од оние за кои што веќе од инспекторатот посочуваат, а тоа дека нема заштитни зони. Меѓутоа, ако има некои посуштински проблеми со кои што се соочиле, да ги наведеме. Вака сега, актуелните проблеми со браните во Македонија се веќе децениски. Значи не се од вчера или од пред неколку години, тие се децениски или практично од самите изведби на браните. Можеме да ги поделиме на два дела. Првиот дел е од имотно-правен карактер, вториот дел е од технички карактер. Што се однесува до проблемите од имотно-правен карактер, треба да се напомене дека најголем дел од браните во државата воопшто не се вцртани како брани. Тие се водат, некои од нив се водат како пасишта, некои се водат како шуми, некои се водат како земјоделско земјиште и слично. Значи воопшто не се вцртани како брани. Например, во Струмичкиот регион има повеќе брани. Од сите тие брани само брана во Доча е вцртана како брана. Некои од тие брани, како што кажеш, се водат за пасишта. И тоа е еден од најголемите проблеми со кои јас се соочував и многу интересно во тој дел, дури и тие што се вцртани како брани, воопшто не се на имотен лист на АД водостопанство. Иако со законот за водостопанството се предвидуваше сите водостопански објекти да влезат во сопственост на АД водостопанство. Меѓутоа, тоа не беше можно затоа што тие брани, како што кажав, ниту се вцртани, ниту пак тие кои што се вцртани се на имотен лист на АД водостопанство. И тој проблем е вака трае подолго време. Јас во тоа време заедно со тимот кој што беше околу мене покренав една постапка за легализација на тие водостопански објекти. Најпрво имавме еден обид со една брана, да видиме дали тоа можеме да го направиме и успеавме да го направиме со брана Пишица. Успеавме да ја вцртаме и таа да дојде на имотен лист на АД водостопанство. Од кога успеавме тоа да го направиме, побаравме да се направи проценка, тоа го направивме со одлука на влада. Значи владата донесе одлука дека брана Пишица е на АД водостопанство и го добивме тој имотен лист. Потоа, од кога тоа го направивме, ни беше кажано дека тоа е еден долг и скап процес и треба да се види дали сите брани во државата може да се легализира, така користе правниците израз, да ги легализираме. Во тоа време некаде проценката беше дека тоа ќе чини околу над половина милион евра. Тие пари во тоа време водостопанство ги немаше, АД водостопанство, претпоставам ги нема и сега. И покренавме една постапка со информација до владата на Република Македонија во тоа време, да се отпочне легализација на браните, дали една по една, дали сите заедно, како тоа треба да процени, нели, тогаш и секретаријатот за законодавство баравме да се вклучи. Сите брани најпрви да се впишат на имотен лист, односно прво да станат брани, значи да се трансформираат од дали е тоа пасиште, дали е шума, дали е земјоделско земјиште или било што друго, да се трансформираат, да се направат дека се брани, да се вцртат како брани, па после да дојдат на имотен лист на АД водостопанство. По известно време дојде до промена на власта и јас сега немам информации. Претпоставам дека го продолжиле тој процес и добро е ако го продолжиле. Немам информации дали тој процес е продолжен, таа постапка, и немам информации до каде се наоѓа, но претпоставам дека тие имаат некои активности, бидејќи тоа беше суштински проблем, бидејќи што и да пробате да направите на браната, мора да имате имотен лист. Треба да почнете градба, треба да имате имотен лист. Тоа е главен и суштински проблем што се однесува до проблемите од имотно-правен карактер. Што се однесува до проблемите од технички карактер, тоа што беше најбитно и би рекол најризично, сега јас не сум стручен во тој дел, но ќе се обидам да го објаснам. Беше тоа што испустите на браните, односно нивното хидраулично спуштање се вршеше рачно. Тоа значи дека може да дојде до таков дефект, што може да настане огромно испуштање на вода од самата акумулација, која што може да биде неконтролирана и може да предизвика катастрофа некаде.
Што е доста интересно, ниту еден, според моите сознанија, ниту еден во тоа време не беше саниран или репариран или заменет од кога е изведена браната. И во тоа време ние направивме една инвестициона програма во која што ги вклучивме тие така наречени инвестиции, за да може да пред се испустите да се контролираат, бидејќи вие што и друго да правите. Дали преливните канали, дали другите вентили да ги санирате. Значи таблиците затварачи, кои фактички се спушта, треба се спуштат хидравлично, се спушта рачно. И тоа беше проблем во тоа време и имаше тогаш една постапка со која беа предвидени средства. Сега јас колку што имам информации, лани нешто е работено во Прилеп, меѓутоа не е изработено квалитетно или не е изработено доволно добро, еве сега да не излезе дека нешто напаѓам, и затоа и нема вода во Прилепското езеро. Нели имаше слики дека нема воопшто вода, тие се обиделе токму тоа да го направат. Значи да го сменат или да го репарираат, сега немам информации, испустот, и мислам дека тука направија некоја грешка или не успеале да го направат на време, и мислам дека сега пак ќе се обидат. Сега овие информации ви кажувам дека не се проверени, но мислам дека е тоа. Така да тоа е главниот проблем што се или еден од поголемите или еден од најголемите што се однесува до техничкиот дел за браните. Но за мене, кога би се решиле, сега јас кога би бирал, прво би го решил тој првиот проблем. Имотно-правниот проблем, бидејќи вие што и да правите, да бидат впишани првин во катастер, а потоа да дојдат на имотен лист на АД водостопанство или и да не е АД водостопанство, тој што стопанисува. Значи да бидат впишани, да се знае дека тоа е имот, а не таму да стои пасиште или така натаму. Значи тоа е првиот момент кој треба да се направи, а подоцна или паралелно, како ќе проценат стручните лица, треба да се врши репарација или целосна замена на овие таблисти затварачи. Од Инспекторатот за животна средина потенцира дека во најголем дел од браните во државата нема прогласена заштитна зона. Тоа значи дека било кој може да се приближува и да действува во близина на самите брани. А што значи тоа да се прогласи заштитна зона? Каква заштита за околината и за самата брана би било тоа? Видите, зашто се одолговлекува? Зашто тие процедури не се истерат? Тоа е веројатно прашање на процедура и тие заштитни зони не може да ги прогласи водостопанство. Претпоставам дека тоа го прогласува или Министерството за животна средина или Министерството за транспорт и врски. Тоа е процедура. Значи тоа треба некој да го затера и да ја заврши. Она што е вистинскиот проблем во тој дел не е да се направи процедурата, туку да се спроведе на терен. Тука веќе ние имаме состојби каде што може да наидете на некакви објекти од времен или траен карактер кои се околу самите брани. И тие објекти не би требало да бидат таму. Значи тука е вклучена и неактивност, односно не е стручно работење дури на самите локални самоуправи. Значи дозволено е градење или дали е тоа време или било каков објект на самите, некои дури на круните на браните има поставено, има информации за некакви шанкови и слично, така да тоа е повеќе проблем кој што не е само процедура, туку треба действување на терен и претпоставувам има закони кои што тоа го спречили, но тие не се спроведуваат од органите, од извршните органи кои треба тоа да го направат. Како што кажав, треба процедура за носење и да се донесат тие заштитни зони. Прашање е колку може еден или двајца водостопански инспектори, во мое време мислам дека беше само еден, да ја покрие целата држава. Значи тоа треба да биде една координирана акција за реализација односно за извршување на законот на самиот терен. Бидејќи процедурите ќе се истерат. Можеби и ќе се прогласат заштитни зони. Меѓутоа, се враќаме на првото прашање. На што? На пасишта? На земјоделско земјиште на што ќе прогласиме? Значи треба прво да вцртаме брана. Брана која постои 50 години. Значи дали потенциравме колку број рековме над 90% од браните или сите брани не се впишани? Значи голем број не се впишани, сега јас во проценти не можам да говорам, но
се наоѓаме сега во Струмичкиот регион, значи имате водоча, има брана, например браната од која што пие градот вода, Турија, не е вцртана. Имате во Ново село брана, имате во Иловица брана, значи од сите тие само водоче е, брана водоче е вцртана, значи видите колку е процентот. Тука е, да речеме, 20%. Меѓутоа на други места може би помал или поголем, сега немам точна информација, но сакам да кажам дека тоа е суштинскиот проблем. И би апелирал дали до менаџерството, дали до тие што се занимаваат сега со оваа работа, да тоа најдат начин тоа да го решат. Сите други проблеми што се од друг карактер ќе бидат многу порешливи ако вие имате чиста слика. АДВ стопанство трговско друштво може да земе и кредити. Ако ви имате што да заложите, ќе земете кредити, ќе репарирате, ќе замените дефекти и подоцна тоа ќе се врати, значи тоа се капитални вложувања, тие ќе се вратат со поголема искористеност на водата. Една водата се пушта и не смее да се чепка многу тоа, бидејќи се чепка рачно, значи може да биде ризично, може да биде, значи се пушта водата и се внимава, истекува водата, нема штедење, значи со такви капитални инвестиции би бил повратот поголем. Односно би се зголемила како се вика, би се зголемила услугата кон граѓаните, дали кон земјоделци, дали кон индустријски капацитет и така натаму. Вие би имале капацитет во секое време да понудите услуга и да приберете пари. Тоа впрочем беше и смислата за формирање на АДВ стопанство. Но како што кажав, без решавање на имотно-правните односи, односно состојбите на самите брани, мислам дека дури и другите објекти со кои што управува АДВ стопанство не се легализирани, односно не се наимено водостопанство. Така што тоа е главниот проблем. Мислам дека тоа повеќе се работи за политичка волја да се реши, а другите проблеми треба веќе и стручни лица, треба да се разбере политичка волја, меѓутоа треба и стручни лица за да го решат. А тука во тој дел мислам дека треба повеќе да се посвети на едно квалитетно менаџирање со повеќе сектори, за да може да се донесат такви квалитетни одлуки. Во втората половина на 20-тиот век, од 60-тите до 80-тите години се градени голем број на земјено насипни брани, а во регионот на Богданци, Дорен, Гевгели има над 20. И тоа ние посетивме десетина од нив, тие поголемиот дел се во одлична состојба, имаат вода, граѓаните ја користат, но никој никому не плаќа. Што е состојбата со таквите мали брани? Зошто остануваат заборавени од АДВ водостопанство? Сметат ли дека нема интерес да се стопанисува со нив и едноставно може ли да бидат оставени така на запад на времето? Вака сега, кога се формираше АДВ водостопанство, се во делокругот на работа беа вклучени сите брани и канали за наводнување и одводнување кои веќе беа користени од водостопанствата кои има делување на региони. Например, како што беше Струмичко поле во Струмичкиот регион, Јужен Вардар, Брегалница и така натаму. Значи, тие беа вклопени во водостопанство. Вакви брани има голем број. Има дури и над Борисово Мокриво таму една брана таква, и таа брана е слична како таа. Значи, тоа е секако повторно дел од тоа првото што го говориме. Значи, тие брани постојат, никој за нив не знае. Сега јас знам, бидејќи сум од тој крај, вие знаете, бидејќи сте истражувале. Меѓутоа, претпоставувам дека 90% од населението например, во јужниот дел во Гевгелија не знаат дека постои таа брана. Или во Струмичкиот дел не знаат дека има брана над Мокриво. Значи, се работи повторно, се враќаме на оној првиот дел. Значи, менаџирање со имотно-правниот капацитет на водостопанството во целина. И кога тоа би се изменаџирало, би било веќе, или кога би се воспоставила една пракса, значи вие да ги впишувате со политичка одлука, со одлука на влада, без да се прават дополнителни трошоци на водостопанство, на АДВ водостопанство, тогаш повторно би се развила таа мрежа на наводнување. И ние сега тука говориме само за наводнување. Ние имаме сериозен проблем и со одводнување. Имаме јас кога бев директор, првото нешто што ми беше да ги набавиме машините. Зошто да ги набавиме машините? Да ги изчистиме реките. Значи, ние претходно се чистеа канали. Вие немате многу корист од чистење на канали. Бидејќи ако главната артерија ви е тесна, а вие ги изчистите каналите,
би ги прошириле, тие кога ќе дојдат во главната артерија кога ќе ја наполнат, ќе се излеат. Значи ние прво треба да ги изчистиме реките, потоа да ги отвориме каналите. Во Струмичкиот регион имате 5 големи канали за одводнување и еден мал. Ниту еден од нив не е функционален. Значи, јас кога бев директор им дадов задача да ги најдат прво каде биле, што биле тие канали. Тука ни заврши работа и катастарот кој ги има впишано. Ги добивме, меѓутоа како што кажав, јас бев кратко време директор, година и пол, требаше од 1 септември да почне тој процес на чистење на тие канали. Сега имаме информација дека ништо не е изчистено, иако ние ги најдовме, ги луциравме, имавме формирано тим за да се отпочне тој процес на практично отварање на каналите. Значи ние имаме еден канал е 29 година, го викаат Српскиот канал. Значи замислете, во Кралство Југославија имало канал за одводнување, имало функционални канали за време на Југославија кога некој друг командувал со државата. Имало, створени се, ние сега сме 30 години независна држава, не си ги отвара нешто што било функционално, ние го правиме нефункционално. Така што тоа се би рекол главните, и тоа повторно е работа на политичка воља. Значи треба да се донесе еден цврст став дека тие треба да се отворат, најпрво се разбира, кажав, да се исчистат главните реки, да се постават каналите како што треба. Јас ви гарантирам дека така стручно се прави. Со стручњаци од Австро-Унгарија се правени, пример како што е Скопско поле. Со стручњаци од Австро-Унгарија се правени каналите за одводнување. Државата ќе биде заштитена од поплави, ќе има квалитетно наводнување, ќе имаме цело време квалитетна вода. Ние сега зошто немаме квалитетна вода? Затоа што имаме неконтролирано испуштање на вода за време на сезоната за наводнување. Значи имаме кога обемот на водата во самата брана е мал. Кога е мал, таа станува понеквалитетна, а кога е поголем, таа е поквалитетна и полесна за одржување. И затоа имаме поквалитетна вода или посвежа вода, кога има поголеми количини, кога врне, кога се освежува водата. Значи, тоа е повторно се тоа сврзано, но мора прво да се реши тој имотноправен дел и потоа да се тргне на техничките делови. И тоа, сега јас имав една идеологија, сега немам информација дали директорот сегашниот има таква идеологија или сегашната власт, но тоа беше една друго време и со многу амбиции влеговме во тоа. И мислам дека испуштивме една шанса да го направиме водостопанство онака како што беше замислено. Можеби 100% не, меѓутоа јас би бил задоволен дури и со 50%. Имајќи во предвид каква е сега состојбата, дури и со 50% од тоа што ми беше замислено да се остварише, би бил презадоволен. Имавте ли тогаш сознание каков е квалитетот на сировата вода која што се испушта од браните, особено од оние кои што се користат за пиење, со оглед на тоа ова што го спомнуваме, дека има многу објекти, имаме сознание дека постојат и фарми во многу непосредна близина на самите брани. Тоа значи дека се трошат повеќе средства за прочистување на водите. Дали тогаш доаѓа редовно екипи од јавно здравје? Сметате ли дека тука можеби се прават дополнителни пропусти, дека целиот овој процес трпи, односно квалитетот на водата трпи и покрај сите други незавршени работи околу браните? Еве, тука би дал една до сега да речем имав еден можеби по-вака критички пристап, тука би дал една позитивна оценка дека службите во тој дел се обидува, претпоставам и сега се обидува, бидејќи луѓето се горе-долу исти и ги знаат проблемите, се обидува да нема никаков проблем во тој дел, односно водата да биде цело време исправна. Дури и таму каде што е, дали е од пумпи, без разлика, не мора да биде само од браните да се пие, има и средини каде што се пие од пумпи, се трудеа да биде тоа максимално квалитетно и да нема никакви проблеми кога е во прашање нели испораката за вода за пиење. Се разбира, тоа е секогаш потешко ако немате решени проблеми од претходно. Ако вие имате поквалитетна вода, ќе имате помалку труд за луѓето да добијат квалитетна вода. Ако имате понеквалитетна целосна состојба, ќе имате повеќе труд за на луѓето да им дадете квалитетна вода. Инаку во тоа време, претпоставам и сега, немам слушнато дека има некаков проблем. Мислам дека луѓето добро се врши работата.
и во службите се разбира тоа што го кажавте, дека има и фарми и така натаму, тоа повторно не може да го реши водостопански инспектор кој е надлежен за цела држава. Еден беше во мое време, претпоставам и сега не се, нека се можеби двајца или тројца пови. Значи тоа мора да се најде начин и со локалната самоуправа да се делува, да не се прават политички пресметки, ќе гласа за нас, нема да гласа за нас. Кога е во прашање водостопанство, не треба да се меша политика, него треба да се внимава, бидејќи еден голем дефект. Еве гледате во Прилеп што се случи. Значи имате и помор на риби, може да имате на жив свет. Може да се случат големи проблеми за нешто што ние еве со години, со децени не сме го решиле, а треба да го решиме. Не е кој знае што, можеме за година-две да го решиме. Словенија ги заштити водите со устав. Од друга страна пак слушаме дека има интерес дел од комуналните предпријатија да бидат дадени во јавно-приватно партнерство. Вашето размислување дали водите треба да бидат предмет на јавно-приватно партнерство? Видите вака сега, што се однесува и до водите, и до сите ресурси, јас сум тука голем скептик, бидејќи треба да се знае дека секој бизнисмен најпрвен го интересира профит. Иако јас од секогаш сум вака бил десно ориентиран и сум поддржувал и бизнис заедници и така натаму, меѓутоа кога се работи за такви ресурси мора да се биде многу внимателен. Бидејќи не е иста одговорноста кога државата управува со некој ресурс и кога е дадена во јавно-приватно партнерство. Ви имате голем број на хидроцентрали кои го прават тоа. Значи, наместо државата да продава струја и да прави придобивки за буџетот на централната влада, ние даваме некој друг да продава струја и да ја дава на владата одредена сума. Тоа мислам дека е вака во најмала рака несоодветно. Мислам дека тука треба малце повака да се поставиме по-стратешки и не сум многу за тој дел. Она што треба да биде можеби, сега не можам да тврдам, треба да биде во делот на ѓубрето. Значи на сметот, не на ѓубрето, на сметот, можеби тука треба да се работи со јавно-приватно партнерство. Меѓутоа со ресурси како вода или како други ресурси кои се од големо значење, сега Словенија не случајно го направила тоа. Значи Словенија е дел од еден систем со години. Значи таа била дел, веќе е втор пат ја спомнувам, Австро-Унгарија, каде што тие имале визии, имале најдобри катастри, имале најдобри системи за одводнување во тоа време. Значи говориме за пред 150 години. Значи Словенија била дел од тој систем. И тие си ги имаат тие стручни луѓе кои си ги почитуваат и тие точно знаат што прават. Тоа е одлична причина, одличен пример да се замислиме зошто ние треба да постапиме како нив, а не како Србија, Бугарија, Турција, Албанија или некој друг. Ви благодарам многу за разговор. Благодарам и на вас.